Училиштето е институција која едуцира, воспитува, но и која низ различни активни содржини ја развива и надградува свеста за основните морални вредности, кои се основата на нашето секојдневно функционирање и живење. Во таа насока беше и новогодишната забава Деца, родители, наставник на иницијатива на класната Јадранка Илиева, забава во која заедничкото време на 3 различни генерации наметна дискусија на тема љубов, радост, трпение. Пораката што сакам да ја упатам не само до родителите, туку и до сите останати, сепак мислам дека е многу важно тоа да го развиваме сите како личности, ако сакаме да имаме мирен и спокоен живот. Значи тоа е поттик за генерациите што доаѓаат, бидејќи и децата во времето во кое што живеат се изложени на се по-динамичен живот, но ако се учиме на некои нови аспекти на живење, нов начин, значи секојдневно да ги негуваме сите овие работи, тоа секако да допринесе за успешен живот и тие да се изградат во вистински личности, зрели личности и да не потпаѓаат под различни влијанија, под различни искушенија, туку да си го најдат вистинскиот пат во животот. Иако навидом изгледа тешко, меѓутоа нашата работа како насочувачи е токму тоа да им помагаме на децата и да бидеме тука, да бидеме нивна поддршка, да им помагаме, да ги учиме на разбирање, на почитување, на овие вредности без кои што секако животот не би имал смисла. Родителите и самите си наметнаа многу прашања во своите глави, а за учениците овие забави треба да се повторуваат почесто. Нашите впечатоци како родители мислам дека се многу добри, затоа што во денешниот начин на живот, со нашето брзо темпо на живење, мислам дека такви забави треба да има многу почесто. Со самото тоа доаѓање, значи ние сме радосни за тоа што нашите деца направиле нешто оригинално што може да ги разликува од сите други и тоа да биде поттик на сите други околу нив да го направат истото во чест на празниците сега што ни следуваат. Мислам дека забавата беше се најубава во најубав ред. Сега ние како родители треба да останеме доследни и такви забави да се случуваат многу почесто. И ние и децата да бидеме среќни и задоволни од сето оно што го сработиле за претходната година. Родителите беа почестени со новогодишни подароци, рачна изработка од нивните деца, но со врежан спомен од едно заедничко време, а можеа да се почестат и да разменат и некои од своите домашни рецепти.